програмата ја посветуваме на децата и младите, поточно на учениците, кои вчера ја завршија успешно учебната година и го започна летниот распуст. А тоа е веројатно еден од посрекните денови или моменти во нивните животи, со оглед на тоа што по завршувањето на сите училишни обврски време е за малку опуштање, одмор, забава и дружење. И се разбира дека тоа е потребно, но долг е летниот распуст и велиме дека треба навистина и продуктивно да се искористи, но тоа да има една убава целина. Како би се чувствувале убаво, би научиле нешто ново, некои животни вештини кои тоа како имаат понатамошно влијание во нивниот живот, а истовремено и за важноста при нивната дружба со природата и сите оние активности кои што може да се прават токму на убавите места кои што ги имаме кај нас, природни и убави места и природни убавини во Македонија. Оваа тема или на оваа целина денеска зборувам со моите гости во студиото, во утринска тема, се разбира и за волонтирањето, ќе речам соодветна личност или гостинка, но и за она која го велиме дружба во природа, на планински тури и навистина продуктивно искористено време. Заедно со нас во студиото Александра Ристовски од Црвениот крст на Република Македонија и Виктор Богдановски, собственик на Activity Club Богдановски, кои што се всушност и организатори на овие тури за кои што ќе зборуваме. Добро утро и добро дојдовте во нашата студија. Добро утро. Ви благодарам што позитивно одговоривте на поканата, соодветно време или ќе речеме вистинско време да зборуваме за ова, да ги насочиме учениците, младите, оние кои што еве денеска малку вздивнуваат од последниот поинтензивен период можеби на учење, тестови и така натака. И сега по одморот кој верувам ќе биде очекуван и долго посакуван, ќе треба да се направи нешто конструктивно, нешто паметно, нешто кое што понатака навистина ќе го чувствуваат како еден бенефит и во нивното животно секојдневие. Затоа сметавме и Александра кога зборувавме со вас дека волонтирањето е навистина еден одличен начин, а Црвениот крст на Македонија има со што да се пофали во таа насока. Ова ние ќе го презентираме или ќе го продискутираме и во продолжение во текот на разговорот 3 децении човечност, промоција на хумани вредности, каде што во еден дел всушност се гледаат тие фасцинантни бројки на млади луѓе, на волонтери кои што помогнале на уште поголем број луѓе. И тука еден од важните моменти во волонтирањето е кога го добиваме тоа чувство дека сме помогнале некому. Но од волонтирањето има многу придобивки, затоа еве може да стартуваме и на так. Сметам дека секоја организација што нуди можност за волонтирање треба пред се да има добар систем, место каде што младите може да волонтираат. Црвен крст на Македонија има 33 локални канцеларии кои што се низ цела наша земја. Така да, доколку сте, не знам, од Берово или Делчево или од Скопје, има место каде што може да дојдете, да го посетите Црвениот крст и во секој од тие општински организации функционира всушност клуб на млади, кој што има одредена неделна, месечна и годишна програма која што реализираат, така да младинците кои што доаѓаат, кои што сакаат да волонтираат, веќе влагат во еден систем кој што е направен согласно традиционалниот календар на Црвен крст, но и согласно потребите и проценките кои што ги имаме во таа општинска организација. Голем број на младинци се одлучуваат да волонтираат, некои од нив влагаат во активности како што се првата помош, некои се заинтересирани можеби да станат некои пир-едукатори или младински предавачи за одредена тема за која што ние ги обучуваме нив, или потоа се заинтересирани да бидат предавачи за крводарителство или се вклучуваат во тимови за одговор при катастрофи, зависност од тоа што вас ве влече и во каков систем вие понатака влегувате. Но најважно е дека додека тие волонтираат, тие всушност се менуваат самите себе си, значи ја доживуваат таа себе промената која што е многу важна, излегуваат од својата комфорна зона и стануваат најдобрата верзија од самите себе си. Младите, значи, имаат можност да изработуваат некои мали проекти за добробит на заедницата. Додека они тоа го прават, тие се делат во тимови, потоа имаат можност да бидат и лидер, но и да бидат член во тимот, значи да давам наредби, но и да слушам, да примам. Значи на некој начин се поврзува таа една теорија што ја учат во образовниот систем и пракса, можноста да го практицираат сето тоа, да речам, на терен. Често пати младите кои што се дел од нашите програми имаат можност да одат на семинари, меѓународни или, да речем, локални семинари, кај што се вмрежуваат, кај што запознаваат други млади луѓе, кај што имаат можност да учат некои комуникацијски, некои презентерски вештини. Едноставно и таму каде што не си го научил сето тоа, те става целата група, целиот систем дека ти тоа мора да го направиш и со една поддршка едноставно ги совладуваш тие некои вештини кои што понатака и како ти се потребни. Да, вештините на различен начин стекнати и се разбира и на различен начин применети, но со поголема самодоверба кога тоа ќе се научи и веројатно со поголема сигурност за соочување со предизвиците кои што и во
младиот живот или во младите години, па и понатаму ќе нели некако пресретнат во животот. Затоа се исто така добри вештините кои што ги учиме и во природа. Кога зборуваме и за нели можеби преиспитувањето на нашата кондиција, нашата физичка сила, на тие можности кои што или граници кои можеме да ги преминеме и што од мали нозе дружбата во природа. Виктор со искуство за ова и со организација на тие планински тури, што може да кажеме во однос на тој интерес или зголемувањето на бројката, ако за волонтерите имаме навистина пофални зборови и за зголемување на бројката, тоа што може да кажеме и за оние млади кои се приклучуваат на овие тури? Па да, дефинитивно мислам и за планинарските тури од година во година како ги организираме, интересот се повеќе и повеќе расте, бидејќи како што спомна нели, вадењето од комфортна зона е првата пречка со која што се соочуваме, меѓутоа еднаш кога ќе го искуса два пати, после тоа веќе самото автоматски повеќе и повеќе го бара. Е сега, со оглед на тоа што нели веќе доаѓа летниот распуст и така натаму, многу е важно првенствено родителите да знаат дека има сензитивни периоди на децата на раст и развој и доколку паралелно не се оди физичката активност со одморот и така натаму, многу брзо може да се појават одредени промени кај детето, дали е тоа во зголемена телесна тежина, не знам, социјална изолација, некои такви моменти, а како што напоменавте во однос на природата, да сите тие физичката активност да првично ја гледаат сите, меѓутоа тие некои моменти како, не знам, самодоверба, како издржливост, како упорност да се стигне до нека одредена локација или било што, тоа е, верувате, тоа е подсвесно или како некој секундарен фактор што, да кажам, влијае кај децата, а е многу значително. Конкретно, еве дечиња што почнале со мене од пред 2,5-3 години, сега автоматски очекуваат цело време кога ќе биде следна тура, кога ќе биде следна тура. Еве конкретно имавме и сега во неделата планинарска тура за Дувски водопад и Лазарополе, кога видов водопадот, деца беа толку воодушевени што таквите реакции, пример, се непроценливи, знаете, кога ќе видите што и како. Па телефон, каков телефон, тоа никој не го интересира. И настрано тоа, дополнително, кога го спомнавте на почетокот, нели физичкиот аспект, верувате, тоа не е нешто што пречи, да, во моментот настанува поради социјалните мрежи, да кажам, и користењето на телефон за ситеноста, меѓутоа тие со нетрпение ги очекуваат игрите по самото завршување кога ќе дојдат. Не знам дали тоа ќе биде народна, дали тоа ќе биде барканици, дали ќе биде слободно време, сами они да се дружат и да играат. Тоа е нешто, да кажам, непроценливо. У еден момент, баш кога бевме пред некој период на ноќевање на Почковица, и баш од родителите искоментираа, вика, ова е буквално како игротека за возрастни и за деца, буквално само во природа. Така, и тоа е можеби најдобрата игротека, како кажем, и можност за и часови на отворено или часови во природа, заради тоа што тоа се случува спонтано со самата прошетка и со самото разгледување на водопади и слични природни убавини, тие се запознаваат со тоа и веројатно голем број прашања упатени што тоа значи, каде сме сега, нели за сите оние места и сноѓање во просторот како што споменавме, особено важно. Електронските уреди ги споменавме, мобилните телефони, компјутерите, телевизорите и така натака. Училишните денови се прилично организирани кога трае учебната година, имаме пола ден часови на училиште, понатака домашни задачи, малку учење и многу малку останува време да нели се фатат за телефоните како велиме. Или не. Или не. Но кога зборуваме за летен распуст и за нели слободни денови, доста време пред нив, тогаш малку повеќе се во искушение да дојдат до тоа, а ова се начините на кои што може да се отргнат. И тоа не со, да речем, со сила или со притисок, туку едноставно со нивна желба. Она што го читавме како последни истражувања на Институтот за социолошко, политички и правно истражувања, се кажува дека младите поминуваат по 8 часа на медиумите, на социјалните медиуми, значи со нивните телефони. Значи тоа тука има многу нус појави кои што понатака се појавуваат и не само во текот на летниот распуст, туку да речем во текот на целата година. Така да мора да има повеќе вакви институции, организации кои што се грижат, кои што нудат некои воншколски активности за младинците, за децата, за да го поминуваат своето време на еден квалитетен, на добар и би кажала организиран начин. Пред се е важно да бидат тие во баланс, но да бидат тие во баланс, особено кога се помали дечиња, морат и родителите да ја сватат важноста, значењето и потребата да влијат на своето дете на еден позитивен начин и да му ги отворат вратите и прозорците кон некои нови видици и да му дадат некои нови можности каде што тој може да го помине своето време на еден добар и квалитетен начин. И сега распустот,
како што кажавте и сами, значи нема организиран дел на училиште, туку повеќе слободно време, а често пати тоа слободно време е и без контрола, бидејќи родителите се всушност на работа, тие немаат 3 месеци распуст, да речем како самите деца. Така да колку побрзо го сватат сето тоа дека мора да се стават во некој систем во кој што ќе биде организирано времето, а при тоа ќе работат како група, ќе бидат во една сигурна средина и со така тоа е многу важно да знам дека сите се слични на мене, дека сите имаат слични вредности, дека имаме заедничка цел кон која што се стремиме, ќе биде многу подобро за сите. Во овие клубови на млади кои што веќе ги спомнавме, значи имаат редовни состаноци кои што се случуваат неколку пати во текот на неделата, но имаат и активности кои што произлегуваат од тие состаноци. Тоа е многу интересно. Например, тие можеби работат со деца со посебни потреби, кои што секој ден во текот на неделата ќе ги носат на посета во зоолошка градина или не знам ќе имаат креативни работилници со нив, музички работилници. Значи една активност веќе отвора некоја друга можност и некоја друга активност која што се случува. Не значи дека состанокот е само во понеделник и тоа е тука. Туку имам слободно време, сакам да се пријавам. Често пати тие се можеби несигурни од почетокот, не знаат во какви води влегуваат, но потоа целата група, да речам дисеминаторот, менторот или лидерот на клубот на млади кој што е поискусен и кој што ги води низ целиот процес ги попушта. Дел од нив се вклучени во првата помош на преварите, значи тоа е нешто што е многу важно бидејќи тие стекнуваат добри вештини кои што ќе им требаат, бидејќи првата помош навистина е потребна, значи не само во случај на некоја сообраќајна незгода, туку и кај нив со децата како да реагирам, како да не испаничам, што треба да направам или што не треба да направам. Во текот на летото тие имаат освежителни курсеви. Тоа се тие некои вештини за кои што кажав, се стекнуваат со некои вештини кои што им се потребни понатака и кои што може да им помогне да речам во текот на нивниот живот. Така да постојат многу можности, важно е да разберат каде може да тропнат на врата, каде да не се чувствуваат срамежливи, едноставно да ги поттикнеме сите ние дека постои систем кој што се грижи да речам за нивното ментално здравје, дека постои систем кој што сака да им биде нив добро во текот на целиот третен период и едноставно да ги побарат можностите кои нив им се нудат. Да, многу прашања произлегуваат од ова кое што го споменавте, тековно ќе ги одговориме, но паралелно нели со овие информации и за самите ајде ако можам да кажам критериуми кои што постојат или да речеме почитување на тие возрастни граници, па распределување според тоа кој на која возраст и што се може да прави. Еве Виктор само накратко во однос на таквите организации на планинските тури, за тоа кој што можеби во моментот го имате, летото е идеално време да се шета во природа, нели? Не во оној најтопол период кога го имаме, но овој период па и крајот на летото се разбира, да. Како ги организирате, односно ги одбирате местата и дали тоа е согласно со оние кои што со возрастната група која што е дел од таа планинарска тура? Како оди таа целокупна организација за оние кои што можеби не знаат или очекуваат еве да најавиме нешто следно како би се дружеле во природа? Така. Па вака со оглед на тоа што работиме со таа посензитивна категорија на деца, мислам на луѓе, односно децата, значи првенствено пред секоја тура ние одиме и испитуваме на лице место првенствено. Ако не сме биле подолг временски период, пак се навраќаме на истото типот дали можеме од некаде да очекуваме опасност, дали некогаш нешто се сменува во меѓувреме таму. Има сенка, нема сенка, дали е за овој период од годината, не е за овој период од годината, пошто верувајте дека сите тие мали ситници или детали значат во однос на реализација на турата. Секогаш гледаме да сме поразноврсни во однос на одбирање на некоја локација, првенствено да нема преголема елевација, да не е премногу долга, некогаш па ги бираме наменски да се така да видиме како ќе ги издржат децата, како ќе се однесуваат во однос на тој сегмент. Еве конкретно сега последната тура сега пред летниот распуст што ни следи во недела, едно од подолгите ќе ги носиме на Лешница на Шарпланина. Веќе имаме група формирано, во меѓувреме се пријавуваат, имаат уште ден-два, така да ги испитуваме претходно, гледаме за што станува збор, каде можеме целиот концепт да го спроведеме, како и согласно тоа пример, ако е некоја поголема дистанца, што можеме ние попатно да направиме за да го намалиме тој момент Виктор уште колку има, уште колку ќе дојдеме, и пак ќе се навратиме на претходно тоа што го кажав, подсвесно тие некои секундарни работи децата да кажем ги јачаат, да не гледаме само од физичкиот аспект, тука е психолошкиот, емоционалниот, когнитивниот, многу работи се позадински што да кажем не обрнуваме внимание или не ги збориме со родителите или вака, меѓутоа имаат премногу влијание, а најмногу тоа на почетокот нели спомнавме комфорт зоната, која ќе ја поминат и која ќе дојдат неколку пати на тура, посебно тие деца што се веќе неколку тури, точно гледаат за што и како станува збор. Кај нив нема веќе моментот како ми треба телефон или ми треба вако. Виктор, кога ќе стасеме да ги играме игрите? Не знам,
адаптација кон ново пријателство, ќе види некоја другарка, другарче согласно возрастен или како што споменавме, па ќе се запознае, па дали ќе дојде се нова тура која ќе се пријават, прашуваат. Има некои такви моменти. Нови пријателства се создаваат и дефинитивно, што пак ќе кажам, целокупниот раст и развој, доколку ги знаеме како границите, што да се очекува, што да се примени и сето тоа, да, и што е целиот момент позадински што сакаме да го направиме кај децата, добиваме дефинитивно вин-вин ситуација. Апропо што спомнавме и во однос на возрастните граници, ќе спомнам тука и школата по моторика, каде што, еве да кажеме, малецките ги делиме 3 и 4 годишни, бидејќи работиме со деца од 3 години. Не знам, поголемките 5,5 до 6,5, 7,5 години. Затоа реков и преска, тука е тој момент на раст и развој. Ако се застане пример конкретно за летниот распуст, тие промени многу побрзо ќе се случат. Така, и може да кажем исто така дека е за поздрав на најблиското или најубавото место во Скопје, ако зборуваме за планина, ние водно и на водно навистина можеме да забележиме дури деца од 3-4 години, кои што навистина со своите родители многу смело и храбро нели тргнуваат кон освојување на водно, и тоа е научење од мали нозе кои што им создава такви навики кои тие ги чувствуваат, поточно таа потреба ја чувствуваат да се дружат со природата, поточно да спортуваат на еден таков начин. Истото го споминавме и за волонтирањето, кога ќе се проба и кога ќе се навлезе во волонтирањето, веројатно нема нешто што може да не одврати на назад. Кога ќе видиме колку се зголемува креативноста, каде се може да се помогне, на кој начин може да се помогне и на крај резултатот од тоа што сме помогнале, веројатно тоа е нешто кое што зголемува нашата потреба да продолжиме. Да, ние како Црвен крст значи имаме некои краткорочни цели кои што ги прожектираме, но имаме и долгорочни цели. Сега конкретно за ПХВ програмата целите се 1200 младинци на годишно ниво да обучиме во текот на целата година низ целата земја, и за тие младинци целта е да им помогнат на некои целни групи кои што тие ќе ги таргетираат. Оваа година над повеќе од 3000 луѓе се помогнати. Но долгорочна цел е промената која што ние ја правиме кај младите кои што ја поминале обуката, тие 1200 младинци кои што работеле, кои што ги направиле малите проекти, но тие, како што кажав, стануваат најдобра верзија од самите себе си. И тие се тие кои што понатака се волонтери. Тие може нема да останат цел живот во Црвениот крст, ќе заминат во некои други правци, во некои други животни сфери, ќе се вработат, ќе завршат факултети, но тоа волонтерството, тој хуманиот пристап, таа солидарност, таа човечноста што е разбудена во нив, секогаш останува. Ова го зборувам врз искуство и истражување кој што сме го правиле, кој што е базирано. Голем дел од нив понатака се вработуваат во некои корпоративни сектори, стануваат волонтери тамо, иницијатори, покренуваат некои хуманитарни активности, повторно сакаат да ја вратат и да ја помогнат на својата заедница од каде што всушност доаѓаат. Така да тоа е еден систем кој што навистина го градиме и кој што ни сите овие години покажува многу вредности и многу резултати. Е сега попатно додека ги обучуваме ние децата, значи тие стекнуваат само доверба, тие стекнуваат некои презентерски вештини, активности, тие стекнуваат информации кои што се многу важни, безбедноста за здравје, но и личниот кодекс на преска што го спомнавме, тоа е како да се однесувам со природата, како да се однесувам со пластични шишиња, дали да рециклирам, како да се однесувам со сообраќајните знаци. Значи тие стануваат освестени, да речем, а при тоа ние не дека имаме конкретно предавање само за тоа, но учејќи ги сите нешта попатно по патот во кој што одиме, тие стануваат навистина освестени за сите проблеми кои што можат тие да ги именуваат и да ги направат да ги намалат едноставно проблемите во самата заедница. Да. Навистина тој систем или таа пракса на Црвениот крст за здружување или придобивање на што поголем број волонтери е навистина успешна, кажува и фактот кој меѓу другото како податок го има и во оваа книга. Она што сакавме да го споделиме е навистина важно тоа да го направиме вака во бројки. Верували ли не, број на млади, еве како што постои статистиката од 2004 до 2025 година, вкупно се 20.854 кои што биле дел од тие волонтерски акции. Само од ПХВ програмата, бидејќи Црвениот крст има многу други број волонтери, така е, така е. Само од таа програма за која што претходно нели споминавме, ако земеме на големо и на широко од други, веројатно бројката ќе се мултиплицира. Број на проекти скоро 3000 или 2709, а исто така број на помогнати лица, значи оние на кои што волонтерите помогнале, се 61.574, и кога ќе се добие еден ваков податок и навистина таа бројка на луѓе на кои што им е помогнато, веројатно тоа е еден дополнителен
дополнителна сатисфакција во насока на хуманоста и И солидарност. тука се всушност тие резултати, бидејќи ако ви имате 15 години, а вие треба да направите некој проект за добробит на заедницата, вие не знаете како да пристапите на некоја целна група. Мора да се направи истражување, кои се тие луѓе на кои што им е потребна помош. Вие треба да дојдете и да разговарате со тие луѓе. Дали на тие луѓе им е потребна храна, дали им е потребна медикаменти, дали им се потребни наочари за дето, бидејќи се во социјален ризик, или треба да им го реновирате кровот од куќата, бидејќи ние збориме мали пехаве проекти, но тие не се мали, тие се навистина на големи. И сега тука е тој процесот на учење, кога јас разговарам со некого кој што е во некоја понемотна ситуација од мене. Едноставно сваќам колку ствари јас имам, колку мене моите родители ми дале, колку ми возможиле, колку треба да бидам поприбран во некои активности, во некои желби кои што ги имам понатака. Тука се гледа таа себе промената, тука се гледа тој раст и развиток на секој младо дете, да речем, кој што е поминува програмата. Тука ја доживуваат тие таа трансформација, затоа велам понатака тие се најдобрата верзија од самите себе, си стануваат некои кои што патот на хуманоста и солидарноста за секојаш ќе му биде трасиран. Бидејќи да се направи еден проект во кој што на пример имате дете кој што има атрофија на мускулатурата и му треба велосипед за домашни услови и нашиот цел тим се здружува, правиме колачи, ги продаваме, ги печеме, промовираме, зборуваме, а при тоа никој од нас не бил добар во сето тоа. Едноставно тој е патот на трансформација, на крај ги собираме средствата, купуваме и донираме кај него дома, пиеме кафе со неговите родители, пиеме сокче, го гледаме него дека ќе му биде подобро заради нас. Чувството кое што тие деца значи го имаат, тоа е една таква благодарност, една таква чувство на зрелост, подготвеност да се соочува со сите работи понатака кои што нив ги очекуваат во животот. Затоа велам јас, волонтирањето е добро, но не само теоретски да добиваме информации кои што некој друг ни ги дава, туку можноста да ги практицираме, да ги вежбаме, да правиме нешто што сме го научиле, да го ставиме во пракса. Само тогаш се случува всушност целосна трансформација за која што сега зборуваме. И кога ќе се почувствува на своја кожа и кога ќе се доживее, веројатно тоа се прави од срце. Како велиме, кога ќе направиме, сме постигнале целта или суштината на нашето живење, кога ќе направиме на другите да им биде добро, а при тоа се рефлектира на нас, се разбира, и сме пример за другите. И сме пример, они се дефинитивно пример. Ние велиме дека тие се амбасадори на доброто дело во нашата заедница и секогаш им велиме дека не сите волонтираат, на жалост. Ние би сакале сите да бидат вклучени во некои волонтерски активности, но кажете ја приказната, проширете го сето тоа. Вие сте позитивниот пример. Вие да ги заразите останатите да бидат како вас, да бидете двигатели во вашите училишта, да речам во вашата зграда каде што живеете. Бидејќи тоа е нешто што треба да го слушнат сите. Оти тоа е една лавина на позитивни промени кои што тие младенци може да ја предизвикаат. Така е. И ние сакаме да се фокусираме на вистина на вака убави вести, информации, убави теми, конструктивни, продуктивни, инспиративни, но ние ќе се согласиме исто така ако нели се соочиме со реалноста дека во денешно време на вистина младите се на удар. Често пати зборуваме за тоа кои се факторите кои влијаат за нарушување на нивното ментално здравје, при тоа како се едуцираат. Ова е еден начин и на учење на едуцирање преку волонтирањето. Се разбира, тој контакт со природата исто така влијае на сето тоа, а од друга страна имаме други, да речеме, предизвици или нешто кое што може би го спречува или го забавува тој напредок во таа насока, во однос на сите содржини непосакувани кои што им се достапни, а истовремено и нешто кое што штети на нивното психофизичко здравје. Од тука велиме правилната едукација е сосема потребна, односно во денешно време и неопходна. Кога зборуваме за таа едукација, Виктор, во однос на впечатокот, кога се прави таа прошетка и кога се забележуваат тие меѓусебни разговори кај децата, што е она кое што преовладува? Велиме, тие живеат во денешно време и се соочени со тоа и секој се бори на свој начин, но ние сме тие кои треба да им го покажеме патот или наша е одговорноста на поединци, на организации, на луѓе кои вложуваат во тоа. Што е тоа кое се забележува, а кое треба да се трансформира и како всушност во Academy Club се прави таа трансформација? Така, па најчесто пак ќе се навратам ја на претходното што го кажав, дека нешто најмногу што се соочуваме е таа некоја брза презаситеност. Убаво кажавте пред малку дека нештото кога ќе се осети на своја кожа е многу подруго отколку да му се сервира или представи целосно на детето. Сега, апропо претходно што го кажа, значи детето сака предизвик, детето сака да се почувствува важно, сака да му се даде обврска и таа да ја исполни. Пак ќе се навратиме на истите работи, значи моментот на самодоверба, моментот на
истрајност, моментот на создавање нови пријателства, бидејќи еве се конкретно на планинарските тури, ние конкретно кога ќе одиме, јас попатно све си имаме спремно и концепти што и како ќе правиме. Сега гледаме секогаш хомогена да држиме групата да бидеме одиме сите заедно. Меѓутоа пример некој ако ми е малце поназад, а гледам дека нови дечиња се здружиле, јас секогаш велам, ја воопшто не ве чепкам, супер, сме ја постигнале целта, се дружите, си запознал ново другарче, ние веќе ја остваривме целта. Понатаму одиме, идеме со вториот дел од турата, кога ќе следат игрите. Нешто најмногу со што се бориме, да, пак ја кажам, таа е некоја презаситеност што доаѓа многу забрзано од телефоните што доаѓаат и различната содржина што ја конзумираат. Второто е, ајде да кажам, некоја таа попустливост, пак зависи многу од родител од дете, ама таа попустливост што има родител, бидејќи истрајноста е нешто што мора да биде и мора да се отиде до крај од страна на родител, за да не се попушта во некои сегменти, за да се оди до крај. Бидејќи најчесто јас секогаш велам кога работи емоцијата, тука разумот малце спласнува и се попуштаат многу работи, се настануваат многу несакани последици понатаму, кои после тоа ќе дојдат дали за волонтирање, дали ке Виктор на планинарење, дали на тоа кај школата по моторика, не знам, јазичен курс или така натаму, се пробува нештото да се исправи. Нема потреба, имате луѓе кои имаат големо искуство во однос на тоа, прашајте ги да се заинтересирате, зашто станува збор, тие конкретно ќе ве насочат. Искуството е големо, допирот со голем број на деца, различни деца е присутен, позадинските аспекти и стручноста веќе е представена, да, не гледам сега конкретно да ги истакнеме, затоа велам, убаво кажавте, кога ќе сосети нешто на своја кожа, најдобро се учи, верувајте. Да. Но мислам дека мора и да се пратат кои се трендовите, што ги интересира младите, какви се темите за во кои што сакат тие да бидат вклучени. Затоа е важно да се прави програма во текот на цела година и прилагодена во текот на летниот период за тоа што зборуваме, да видиме што тие сакат. Например, младите во Црвен крст од пред некоја година се многу заинтересирани за тема екологија. Има еден цел дел во клубот на млади во сите општински организации кој што се вика зелен волонтеризам, кај што тие се вклучуваат, кај што тие прават, не знам, некои екоакции во своите средини, кај што повторно тие се, да речем, како некои позитивни примери, бидејќи ги гледаме дека тие чистат, тие реновираат, тие украсуваат, тие садат цвеќиња. Така да ако се заинтересирани, не знам, за технологија, да видиме дали може да имаме онлайн волонтеризам, дали може да правиме мали позитивни видеа, дали може да правиме постери, како да ги привлечеме останатите, какви пораки може да пратиме. Значи не смееме да ги исклучиме трендовите. Тие треба да бидат на наша страна, ама ние да ги контролираме, да ги менаџираме, а не тие нас, да речем, со без контрола, да речем, времето кое што го имаме. Така да сметам дека возрастните се многу одговорни за сето тоа што го правиме или пак не го правиме. Младите сакат, они сакат добар систем, они сакат да имаат простор, сакат природа, сакат некој да ги води, сакат добар ментор, значи да имаме луѓе искусни кои што ќе го поминат сето тоа со младинците, да им дадат еден простор кај што тие треба да бидат креативни, но барат и уважување во денешно време. Некој да им каже дека ти си добар, супер си ја завршил работата, можеш ти да бидеш одговорен за некој следна активност, да им се дават некои обврски. Често пати ние ќе ја завршиме, вие тоа не го знаете и така натака. Тоа нив уште толку ги повлекува и ги повлекува на нас. За така да им оставиме слобода, да им оставаме простор кај што тие може да работат, да ќе креират сами својата програма согласно проценките, потребите кои што ги имаат. А во текот на летниот период во Црвен крст, например, во многу општински организации прават летни кампови. Тоа исто така многу добро. Поминуваат време во природа, често пати соработуваме и со други организации, со извидници, кај што се поврзуваме, кај што се вмрежуваме. Тие дават некои интересни информации, предавања, кои што исто така им се многу важни на младите. Значи, важно е да знаат дека можности има, дека треба да се обратат, дека треба да се охрабрат, да се упатат со другарите кои што веќе волонтират и да си го најдат своето место. Од ти приказната од она не е тоа за мене, вие не знаете бидејќи не сте пробале. Кога ќе пробате, пробајте, ако не е за вас, тогаш тоа е во ред. Но дотогаш пробајте, влезете во некои нови чевли, влезете, да речем, во некоја друга зона во која што стварно постои можност да научите многу за себе и за луѓето околу вас. Прво пробајте, па потоа кажете, или како видиме да се отрнеме од тој пасивизам или нешто кое што ни го наложува за кое зборуваме, а тоа е се поголем број на содржини и на социјалните мрежи и генерално на интернет. Ќе се надоврзам на ова кој што го споменавте за волонтирањето, односно за зеленото волонтирање, или ако кажеме за зелените акции. Само потсетувам, ние денеска имав внутринско будење или вклучување во кое што најавивме Еко Трампа. Тоа е наставно деко свест за размена на предмети различни, нели, кои што
можеме да дадеме наши, да земеме Да. туги, при тоа да се дружиме и да зголемуваме свеста за тоа како и на кој начин можеме да се бориме против тој прекомерен конзумеризам. И она кое што ни го кажа Искра детко свеста дека навистина тие тоа го реализираат со помош на волонтерите. Да, така што и тука се вклучени волонтерите и има повеќе организации кои што се со отворени врати за волонтирање. Ако ги собереме сите со бројка, веројатно тоа ќе биде навистина голема бројка. И оди во наш интерес кога знаеме кој што прави и со кого може да се поврзаме. Оти светот не почнува од нас, нели? Да. Прават луѓе многу други активности, акции кои што се добри, само треба да направиме добро поврзување, добар нетворкинг со нив. Во рамките на ПХВ програмата имаме целата тема под кој што они ги прават овие мали проекти се вика промоција на различности, бидејќи се е различност. Сите сме ние различни едни од други по многу основи и во тие мали проекти кои што ги прават, тие може да изберат проекти кои што се од интеркултурна акција, каде што се запознаваат со млади кои што се од различна етничка заедница, каде што прават промоции на јазикот, културата, носијата, не знам, храната, за да видат кои се нивните сличности, а па кои се различности и како различностите може да ги поврзат. Прават еколошки проекти, прават проекти од типот на помош и поддршка на лица со посебни потреби преко дневни центри каде што тие, да речем, членуваат и го поминуваат своето време, и социјални проекти кои што помагаат на лица во социјален ризик, сиромашни лица, самохрани родители, така натака. Во делот на еколошки акции тие прават не само собирање на пластични шишиња, туку едукации на своите врсници во самите училишта, собирање на пластични шишиња кои што понатака ги продаваат и откупуваат садници кои што понатака ги садат и го средуваат паркот, да речам, во својот град. Значи тоа е цел еден систем кој што они го поврзуваат. Значи не е само една акција, туку акција која што резултира со една втора, трета поврзана со едукација и гледаме еден комплетен производ кој што они го прават. И на крај снимат кратко филмче кој што трае 2 минути, нели, преку тие дигитални вештини кои што го промовираат во заедницата и може да видиме комплетно што е тоа што тие го направиле. И на крај за целиот тој процес добиваат благодарница, уважување, аплаузи, да им кажеме браво, вие сте пример, продолжуваме следната година, да речем со некои други проекти, со некои менторски вештини кои што можете вие да ги водите помлади, да речем, од вас и да бидете позитивен пример. Така да навистина збориме за сериозни системи кои што треба заеднички да ги градиме. Така е, да, и тоа е заедничка одговорност на секој од нас и така треба да изгледа, впрочем. Тоа не да чекаме некој тоа да го направи за нас или така да ги учиме младите. Ние така ги учиме, окей, не што прават другите, што правиш ти, значи не чекај родителите, да класниот, значи што правиш ти, бидејќи сите ние се прашуваме, што прави заедницата за нас, но што јас сум направил за својата заедница каде што живеам, барем малце да се поместам. Да, и тука да се почувствува што е нашиот дел и која е нашата одговорност и како ние треба да постапуваме за да можеме да го видиме тоа кое што го постакуваме. За зелените површини, за чистата и здрава животна средина, веројатно во една таква дружба или прошетка, планинска тура, ќе се забележиме кај нас па прилично, за жал, повеќе отпад. И претпоставувам дека, Виктор, една од меѓу друго целите или насоките кои што им ги давате на младите, на децата е дека тоа треба да се исчисти, да се собере, да се одржува чиста и здрава животна средина, како треба да се однесуваат во природа, да не фрлаат отпад. И тоа треба да ги научиме, нели? Дефинитивно, мислам, пред секоја тура да се дава некој таков вовед, се дава некои насоки и во односи на тој дел. Апропо и нели претходно му аветов да некои акции ние предвидуваме понатаму како клуб што ќе ги организираме како некоја општествено одговорен, ајде да го кажем, како момент во нашето работење што ќе биде понатаму. Да, конкретно затоа рековме децата кои ќе искусат нешто, потоа веќе самите гледаат, пример еве пред на некоја тура кога и додиме, Викторов дека некој фрлил нешто, Викторов дека има гледај што направиле тука. И самите забележуваат дека самите забележуваат и само викаат Виктор, ја дека го најдов, еве ти го дека стави го кај тебе во кесето. Не знам, еве вакво стави го кај тебе на страна. Така да самите деца приметуваат и затоа велам детето како дете сака предизвик, сака да се најде во центар на внимание, сака да му се даде задача за да го исполни тој самото нешто и да се почувствува важен во одреден момент. Да, придонесувам за земјица, придонесувам за природа, јас се чувствувам добро, се дружиме, сето тоа правиме. Како склоп, да, дефинитивно и даваме насоки, даваме препораки што и како и пак ќе се навратиме на муаветот, дефинитивно е кога нештото сами они ќе го искусат, многу повеќе се рефлектира и во иднина. Пример, некој детенце јаде во нешто попатно му паѓа и тоа не го зима. Еј, зашто го фрлаш? Земи го, стави го кај Виктор, не убаво така. Да, се учат едни со други. Да, и сега кога ќе слушнеме детенце такво нешто да каже или да укаже на такво нешто, каме што да збориме ние понатаму. Да. Тоа се нашата иднина, тоа се младите кои што сакаме да ги видиме, а кои што веројатно се иднината на нашето живење и апсолутно треба да се учат токму на такви одговорности.
Кон крајот на разговорот ќе споменеме и за ова кое што и на почетокот го покажав, а сега малку подетално. 3 децени и човечност, промоција на хумани вредности, 30 години, нешто кое што се прави во континуитет од страна на Црвениот крст, нешто за кое што е за пофалба, а продолжува исто со тој интензитет, затоа што имате доста добра мотивација ако зборуваме за сите оние бројки, статистики, се што постои само во една програма, а камоли во сосема други. Па како е создадено, нели, овој како ќе целата програма, да речеме. Да, цела програма која што е во склоп на ова. Значи пред 30 години всушност е правено истражување со Биро за развој на образование, што е тоа што е потребно на нашиот образовен систем. И тука излега оние работи дека има премногу теорија, дека можеби треба да се поврзе со праксата, значи можноста да се волонтира, да им се дадат некои можности на младите да прават некоја волонтерска акција. Програмата функционира во рамките на сите 33 општински организации на Црвениот крст. Денеска како изгледа таа, всушност во јануари месец почнува обуката, обучуваме 33 дисеминатори, значи одговорен кој што во својот град по 30 младенци ги води низ обуката, добиваат 3 типа на обука, тоа е првата дисеминација, односно теориски вредности на Црвениот крст, втората обука е како да изработа мал проект за добробит на својата заедница и третиот како сето тоа да го документира. Отприлика траат некои десетина часа обуките и потоа те имат можност од некои 2 месеци да бидат на терен, да истражуваат, да се групираат, да наоѓаат начини како да заработуваат пари преку спортски активности, гледање на филмови, дури често пати и изработка на театарски представи во кои што комплетно сценарио тие пишуваат или снимање на филм согласно овие, да речам, нови модели за кои што сега се заинтересирани. Да се направи сето тоа бара многу волонтерски часови. Значи тука е всушност тоа нивното волонтирање и тргање од социјалните медиуми, правење нешто конкретно добро, да речеме, и нешто продуктивно на крајот. Минатата година конкретно и во Битола, например, направи еден многу интересен филм кој што се викаше Модринки на душата, каде што зборуваат младинците, отприлike некој половина часот, баш како филм за булингот во самото училиште. Филмот беше награден, да речем, од наша страна, од Црвен крст, но и понатака заради добрите ефекти беше прожектиран во рамките на училиштата, бидејќи допира една друга многу важна тема за која што се зборува и за која што треба сите ние да најдеме начин како да ги надминеме, така да произлегуваат многу интересни резултати од самата програма. Потоа после 2,5 месеци тие сето тоа го документираат, го промовираат и потоа го доставуваат кај нас во канцеларија, каде што со еден пехаве тим од 30 инструктори кои што се така волонтери ги прегледуваме, ги оценуваме, ги вреднуваме и ги валоризираме нивните сами проекти. Оваа година најдобрата општинска организација која што има изработено 6 проекти со сонце, а тоа се трајни промени во заедницата, е Црвен крст Делчево и веќе на 24 да речем јуни заминуваме во Делчево, каде што во нивната средина ќе искажеме благодарност и поддршка и захвалност за тоа што тие го имаат направено во својата средина. Второто место го доби општинската организација Тетово и третото место го делат општинска организација Свети Николе и Демир Хисар. Тоа е еден систем во кој што навистина постојат критериуми и правила како ги наградуваме и ги уважуваме децата. Потоа во септември доаѓаме до недела на промоција на хумани вредности, каде што одиме повеќе на делот на промоција на мирот, толеранција и соживотот, и каде што сите заеднички правиме некои работи, како на пример заедничко дефиле во кој што се вклучени сите. Никој не е исклучен без разлика на попречености, на проблемите со кои што се соочува, или правиме флешмоб во кој што младите излегуваат и видливи се, им даваме глас на тој младинскиот активизам. А да се направи сето тоа на пример во септември, потребно да се работи јули-август. Значи може да се волонтира, да се дојде во општинската организација, да се биде дел од целиот еден циклус и подготовка и да се дадат своите капацитети во интерес на целата заедница. Така, јас само ќе зомам еден дел од она што е последно или наместо крај. Во оваа содржина се вели изградените пријателства и соработки кои траат низ годините покажуваат дека ова не е само милнив ангажман, туку вграден светоглед, тоа кое што го зборувавме, и начин на живот кој континуирано се одржува и пренесува на следните генерации преку сведоштвата на оние кои што тоа го доживеале и кои што со емоции го прераскажуваат, веројатно доволна инспирација за оние кои би требало тоа да го прават во иднина. Време е да се започне и тоа да се започне сега со волонтирање и на крајот на нашиот разговор информации подетални за тоа оние кои што не следеа, бевме доволно инспиративни, каде може и како и на кој начин може да се пријават за волонтери во Црвениот крст. Значи кажа во секој град низ Македонија постои канцеларија на Црвен крст, таму функционираат клубови на млади, од таму треба да се тргне, а кај нас во Скопје постојат 6 локални канцеларии, во Црвен крст Карпош, Кисела вода, Газивава, Чајри, Црвен
прекрасна град Скопје, но ние сме многу присутни на веб страните, на Инстаграми, на социјални медиуми, така да со самото пребарување каде да се обратам, кога или кој кого познава, лесно се достапни сите нешта, така да навистина ги охрабрувам младинците, ги поттикнувам, но и родителите да ги вклучат и да ги поддржат своите деца низ еден ваков пат во кој што тие може да доживеат лична трансформација. Одлично. И времето е убаво, немаме надвор, се разбира добра организација на денот, може да се состави еден убав ден од овие две работи. Волонтирањето и дружба во природа. Виктор, за оние кои што очекуваат нешто следно, што би можеле да најавиме? Да најавиме следно во недела, тура последна пред летниот распуст, Лешница Шарпланина, како заокружување на, ајде да кажам, првата успешна полусезона од 2026, нели, пред тоа што следува есенскиот дел, нели. Така да веќе привршуваме конкретно и со нашата школа по моторика, меѓутоа веќе имаме и некои следни проекти што се предвидени за април или мај следна година, веќе што се спремат на големо, што ќе биде некој настан прв таков организиран во Македонија, за кој дополнително нели ќе ги известиме сите на нашите социјални мрежи за што станува збор, така да и од двете страни сакам да кажам се трудиме, правиме се за да има што повеќе активни деца са самите се изложени у природа, пошто бенефитот е огромен буквално. Така е. Секоја чест за тоа што го правите, да продолжите понатаму, така со ист интензитет, со брз чекор и со добар успех, се со цел да изградиме навистина добри млади луѓе, успешни, некои кои што ќе имаат таков светоглед и ќе бидат иднината на нашата земја, а ќе биде тоа во една чиста, здрава животна средина и се разбира со хуманост и солидарност, помош едни на други и секогаш во единство и ќе го намалиме оној процент на млади кои што за жал се соочуваат со одредени проблеми и предизвици за кои што сме говореле. Ви благодарам за вашето гостување и за тоа што имавме можност да се посветиме на младите и на квалитетен на летен распуст. Благодарам за поканата.